Имав честа да бидам избран за член на Македонската академија на науките и уметностите надвор од работниот состав. Тоа е позиција што се дава на луѓе што живеат надвор од Република Македонија. Бидејќи, мислам, знаат веројатно гледачите дека јас живеам во Пиринска Македонија, таму се борам за правата на нашите македонци, на самиот себе си, исто јас сум македонец од таму и затоа не би можел да бидам од редовниот состав, но без разлика тоа е многу голема чест за мене и признание за сето што сум го направил досега. Признание и за работа што сум извршил во нашиот факултет за образовни науки како историчар, признание и за се што сум извршил во борба за правата на македонците во Бугарија и за истражување на историјата на македонското малцинство во Бугарија и со книгите што сум ги издавал, и на крајот сметам дека тоа е едно признание, една поддршка и за македонците во Бугарија да имат и свој представник во Македонската академија на науките. Знаете, традиционално секој пат имало македонци од Пиринска Македонија таму. Мене ми е чест да се придружам на нивниот ранг, луѓе како Ѓорги Папатанасов, академикот, луѓе како покојниот Иван Катарџиев и други. Така што за мене тоа е голема чест и голема радост. Како член на академијата надвор од работниот состав, јас мислам да продолжам во истите правци како досега, само уште поинтензивно, бидејќи едно такво членство задолжува. Тоа носи некоја морална обврска за уште повеќе да се работи, а инаку јас продолжувам да се борам за правата на македонците во Бугарија, продолжувам да истражувам нивната историја, продолжувам да истражувам средновековната историја, македонскиот идентитет низ историјата и само на, како да кажам, на уште повисоко ниво. Ваш коментар за актуелните случувања, актуелните состојби, релација Македонија и Бугарија? А што да кажам, тоа е многу жална состојба, меѓутоа тоа е нешто што се очекуваше, нешто кое што со децении се билда и за кое што сум предупредувал многу пати дека неизбежно Бугарија ќе блокира Македонија на патот за еврочленство. Тоа се знаеше уште пред 20 години, не е нешто ново. За жал овде многу политичари си затвара очите за тоа. И сега Македонија нема кој знае каков избор, освен да се бори. Нема друг избор, бидејќи било какви остапки ќе се само скала кон нови остапки, кој што ќе се скала кон нови остапки и така натаму, и тоа нема да има крај. Додека не се смени рамката политичка која што сега постои во Европа и во односите Бугарија-Македонија, јас не мислам дека може да се очекува некој сериозен прогрес. Секој пат сме се бореле за едно и исто нешто, и тоа е за базични малцински човекови права. И ќе продолжиме на ист начин. Ние се бориме за нешто толку ситно, ама толку важно во демократијата, правото да имаме своји организации со кои што да учествуваме во општествениот живот. Дури не зборуваме за партија, за најобични организации кои што испаѓа дека е невозможно во Бугарија за македонците, и се бориме да се постигне на некој начин признавање на македонското малцинство. Тоа ќе реши не само нашите проблеми, тоа ќе реши многу проблеми на самата Бугарија. И исто така ќе ги реши проблемите меѓу Македонија и Бугарија. Па за факултетот за образовни науки навистина е голема чест и привилегија да имаме академик. Универзитетот Гоце Делчев има втор академик, едниот во редовен работен состав. Колегата Стојко Стојков е надвор од редовниот работен состав, но сепак е член на Македонската академија на науки. Ова е голема чест, имајќи предвид посебно фактот дека педагошкиот тогашен факултет заедно со рударско-геолошкиот се двете единици од кои што се роди Универзитетот Гоце Делчев. И еве на некој начин потврда на долгогодишната квалитетна, упорна и макотрапна работа, и навистина се радуваме што еден од 20 академици на УГД е на факултетот за образовни науки.